Председателке, почитувана колешке, внимателно го слушав вашиот говор и да бидам искрена, во мојата реплика сакав да се задржам многу благо во делот на она што би сакала да ги коригирам вашите наводи, легитимно ваше мислење по однос на некои аргументи кои што не се аргументи, многу благо, лабаво ламентирање по однос на најзначајното, најесенцијалното, најсуштественото прашање во државата, но кога дојдовте до моментот на прилично голема навреда кон пратеничката група, односно кон моите почитувани колеги, кои што патем речено дел од нив се научници со стотици издадени публикации, и кога кажавте дека некој нив им ги пишува говорите, и со тоа практично го навредивте достоинството на нас како пратеници. Знаете, во моментот ми текна на еден пратеник во времето кога ние бевме власт, а вие бевте опозиција, и еден пратеник кога некој од кај нас, а особено нов колега со тазе мандат, што би рекле, излегуваше на говорница и велеше, ќе цитирам: "Ти ова за реплика го сметаш? Или излезе за на телевизија да те видат твоите?" Баш така. Слободно проверете, ќе видите дека и такви реплики имало. Па вашата реплика баш на тоа ме потсети. Кога јас говорам, денеска говорев 3 часа, читав договор, важечки документи кои што оној кој што вели мерсу боку го потпиша, она која што нема инструмент да ја измери нејзината ароганција, со неаргументирани тврдења вели дека концепцијата е во ред. Јас читам документи за нашата опасност како држава, историја и јазик, и вие мене, односно на колегите, не лично мене, ни реплицирате со, замислете, наставни планови и програми, кои што, не знам, ќе учеле децата историја и така, не лабава, туку жална аргументација на сите контрааргументи кои што ние ги говориме. И бидејќи ви прочитав се и оставив еден документ кој што е најстрашен, а не ви го прочитав. Ама очигледно или не ме слушате, или не сакате да слушате, или тоа што го слушате, па се надевате дека нема можеби да се оствари, ама вие треба да знаете дека вас ве води и државата, за жал, човек кој што вели all in. Коцкарски речник, ама тоа не значи за all in за домашно, туку за државно. Сега, кога ги веќе споменувате наставните планови и програми, јас ви прочитав дека во декларацијата алинеја 7, морам повторно да повторам, значи повторувањето е мајка на знаењето, целосно да ги имплементира, ова го вели Република Бугарија за Република Македонија во
декларацијата усвоена во парламентот од сите политички партии и од ова не отстапуваат. Целосно да ги имплементира договорите постигнати во рамките на заедничката експертска комисија за историски и образовни прашања. Дали ова треба да го потенцирам повторно? Ние не разговараме какво е времето, не разговараме за вештачка интелигенција, па како да направиме заеднички проекти. Не. Ние разговараме во таа комисија за историски и образовни прашања, што ќе се рефлектира, вели, во наставните програми и материјали што е можно поскоро. И имате на дело веќе, што е можно поскоро, тргање од историјата како посебен предмет и спојување на историјата со граѓанско образование. За да ја поштедам јавноста, а и вас, мислејќи дека она што го читам, не се тоа спремни говори од штабовите, туку официјални документи на држава членка на Европската Унија која што не блокира во нашите европски процеси. И сега морам да прочитам дел од рамката за работа на програмата на Европската Унија, процесот на стабилизација и издружување за Република С Македонија и Албанија, позиција за зголемување на ЕУ и процесот за стабилизација за С Македонија и Албанија. И вели вака, текст на рамката и позицијата. Бугарија е доследна во поддршката на европската перспектива, ја поздравува, ја поддржува препораката на Европската комисија за започнување на предпристапни преговори со С Македонија и со Албанија. Во исто време, Бугарија не треба да дозволи интеграција на Република С Македонија во Европската Унија. Ова е документ пратен од Република Бугарија во Европската Унија, рамка и нивна позиција. Не треба да дозволи Македонија во ЕУ да биде придружена со европски легитимитет на идеологијата спонзорирана, внимавајте, почитувани колеги, и почитувана македонска јавност, зашто колегиве се смеат, а не сакаат да слушнат, а кога ќе дојде денот тоа да се имплементира, што направивме и што ќе направиме. Вели да биде придружена со европски легитимитет на идеологијата спонзорирана од државата на антибугарска основа. Препишувањето на историјата на дел од бугарскиот народ по 1944 година е меѓу столбовите на антибугарската идеолошка конструкција на југословенскиот тоталитаризам. Замислете какви зборови се употребени во официјален допис на земја, држава членка со која што сме потпишале договор за добрососедство, употребува. Антибугарска идеолошка конструкција на југословенскиот тоталитаризам. Се извинувам. Пристапувањето и почетокот на преговорите не треба да се толкува како гаранција за членство, туку како позитивна движечка сила за забрзување на реформите, за јакнување на владење на правото и така натаму, и така натаму. Добрососедските односи се од највисок интерес за Република Бугарија и Република С Македонија. И во текот на преговорите за овие заклучоци,
ке се свика прва меѓувладина конференција со Република С Македонија, договорот за Бугарија за одржување на првиот средба ќе биде поврзан со вистинскиот напредок во спроведување на буквата и духот на договорот за пријателство, добрососедство и соработка, вклучувајќи ги и активностите на заедничката комисија за историски и образовни прашања, подвлекувам, значи тоа е така. И сега вели: Република Македонија треба да суспендира и да се воздржи од водење политика во било каква форма за поддршка и охрабрување на тврдењата дека за признавање на така нареченото македонско малцинство во Бугарија. Република Македонија, С Македонија, безрезервно и итно да ги усогласи своите позиции и активности во меѓународните организации и форуми во согласно со член 11 од договорот за добрососедство, што значи дека ние подитно мора да ги смениме наставните планови и програми, што се случува. Ние работиме на тоа, ги менуваме наставните планови и програми само за да задоволиме на соседите. Преземање систематски мерки за отстранување на плакети и надписи на споменици, спомен плочи и заради текстови што отворено потикнуваат омраза кон Бугарија, например, оние што содржат квалификации како што е бугарскиот фашистички окупатор. Значи, да преведеме за граѓаните што значи ова. Ова значи дека она што го почна вашиот премиер во Струмица, или мислам дека имаше случаи во Кавадарци, дека не смее да стои бугарски фашистички окупатор и дека ќе мора да дојде ден кога во наставните планови и програми, нели не е историјата како посебен предмет, да направиме една ревизија, односно индоктринација на учениците, во кој што бугарските фашистички окупатори тогаш, ние не велиме сега, тогаш и Германија си ја призна сопствената историја и нема проблем со тоа. Дури во Германија е забрането да го негирате Холокаустот. Забрането со закон. Тоа значи дека секаде, например, утре, мислам дека е датумот на убиените деца од Варташа Кавадари во Кавадарци, погрешете ме, коригирајте ме ако грешам. И на споменикот не треба да стои дека се убиени од бугарскиот фашистички окупатор, туку со некој по-лајт, по-светски, по-цивилизиран, по-ин речник согласно невладиниот сектор, да пишува, например, администраторите кои што тогаш администрирале со Република Македонија и така администрирајки паднале како жртви децата од Ваташа. Ние тоа мора да го направиме. Морам да дообјаснувам, очигледно не ви е јасно. Во активностите на комисијата, постигнување на конкретни резултати во работата на комисијата, проверени, колега Коцич,
слободно можете да се јавите за говор, за реплика. И сео ова е резолуција, дојдовте подоцна да ви објаснам, ова е резолуција која што Република Бугарија ја има испратено до Европската комисија, што треба Република Македонија да направи на сопствениот пат кон Европската унија. Дел од ова што Република Бугарија го бара е направено, веќе се прави. Веќе се прави. Се отстрануваат плочите од спомениците. Историјата не е задолжителен предмет, туку се спојува со граѓанско општество. Ги акомодираме кон овие барања, само не воопшто не ефективна замисла, јас ви читам. Замена на постигнување на конкретни резултати во работата на комисијата и повторно притисок кон комисијата да заврши побрзо, а спомнавме колку години, 40 години преговарале комисијата помеѓу Германија и Полска. Да, и то преговарале за учебници како да си ја задржат сопствената историја, но во учебниците некако да најдат заеднички јазик. Постигнување конкретни резултати во врска со периодот од нашата заедничка историја, а зошто е заедничка? Пишано во резолуцијата, затоа што во договорот стои заедничка историја. Моментумот кој што пред малку го кажав, на кој што предупредувавме дека ќе биде камен на сопнување. Не послушавте. Од тие причини ние сега предупредуваме. Договарање за специфични датуми за општо славење на настаните и личностите. Ниту еден документ, изјава во процесот на пристапување, во однос на јазикот. Продолжувам да ја читам резолуцијата. Во однос на јазикот да се користи фразата официјален јазик на Република С Македонија, треба да биде јасно дека јазичната норма прогласена за уставен јазик во Република С Македонија е поврзана со еволуцијата на бугарскиот јазик и неговите дијалекти во поранешната Југословенска република по нивната кодификација по 1944 година. И во моментот додека јас ова го говорам, почитувани граѓани, моите колеги, бидејќи не ги интересира ова, затоа што знаат дека, мислат дека нивниот лидер се ке реши, а реши и кажа во интервјуто на БГНС дека ние сме исти народ и исти дијалекти сме зборувале, и ниту еден документ во процесот на пристапување, ако воопшто некогаш ни дозволат во процесот на пристапување, не може да се смета како признание од бугарска страна за постоење на така наречен македонски јазик одделен од бугарскиот. И сега, внимавајте. Имаме така наречено македонско малцинство и имаме така наречено македонски јазик и уште фали така наречена држава, за да цело е кога има се, да го сватите ова негирање. Покрај тоа, вели, мора да има јасна посветеност и временска рамка за постигнување договор за други важни личности и настани повторно од нашата заедничка историја до 1944 година. Нашата научна мисла, нашите историчари, нашите академци кои што
предходните 3 часа ги елаборирав, не се сложуваат со ова и велат, не може ние, прво не сме вештачка нација и не постоиме од 44 година и ние не можеме да се согласиме со ова. Зборувам за научната мисла. Ако веќе научната мисла, која што вие ја негирате и се подсмевате, го вели тоа, ние на кого да веруваме како представници на народот, ако не на научната мисла? Јас, извинете, ама многу повеќе верувам на научна мисла отколку на проект на било која граѓанска организација. Секоја чест, граѓанските организации си имат легитимни цели, окей се тоа, но кога говориме за суштина на државни елементи, особено за историјата, јас, извинете, но повеќе ќе верувам на најцитираниот жив научник во Република Македонија, Љупчо Коцарев, кој што е цитиран 18.946 пати во реномирани Web of Science писанија и така натаму, кој што предава по целиот свет и чишто авторитет, знаење и умење не може, ама никако не може некој кој што пишува моментално и ги обучува наставниците од невладин сектор да ми го побие. Никако. Нема тука допирна точка. Може да има во дел на посовремени, да речеме, обуки, осовременување на настава и така натаму. Но, кога се работи за историја, кога се работи за очигледен историски ревизионизам кој се бара од нас и геноцид, употребувајќи вакви зборови од типот на југословенски тоталитаризам, и дека сме вештачка нација направена од Тито, апсолутно верувам на мојата македонска научна мисла, научни дејци, писатели, поети, луѓе кои што целиот свој живот се занимавале со наука и творештво. И никој во светот ги нема оспорено. Ама баш никој. Освен овие за кои што сега зборуваме. Сега, овие за кои што сега зборуваме, па може да има, да. Сега... Колеги, ќе ве молам, не дофрлувајте, а вие, колешке, реплицирајте на говорот на колешката. Таа ништо од ова што зборувате вие не спомна. Јас морам на колешката да и објаснам очигледни работи кои што не само што не ги прочитала, очигледно, туку овие работи не ги смета за закана. Ако колешката овие работи не ги смета за закана, сосема спротивно од нејзе, јас ги сметам за сериозна закана за мојата држава, за историското и културно наследство и за моите македонски корени и за корените на македонската држава. И затоа морам на колешката да ја укажам овој текст на рамката како позиција. Оваа рамка како позиција е испратена до Европскиот парламент врз основа на договорот за Бугарија и декларацијата која што вие упорно одбивате да ја донесеме тука заедно. Сега има уште една работа која што исто така е многу важна. Се е важно и се е поврзано. Причинско-последична врска. Каузалитет. Република Македонија, Македонија, вели да објави во вербална нота до земјите членки на Обединетите нации дека придржувањето кон измените на уставот во Македонија, согласно со договорот од Преспа, ќе се изврши паралелно. Значи, го земаат примерот од Преспанскиот договор, она што ние
исто од оваа говорница. Пена фативме на устата да ви кажеме дека Пандорината кутија тука се отвара и вели паралелно во Обединетите нации да се придржува кон договорот со Бугарија во целост, вклучително и во однос на јазичната клаузула во договорот, а јазичната клаузула на договорот пред малку ви ја прочитав, не вели македонски јазик во договорот, таму ми е. Во договорот вели јазикот на Македонија согласно уставот, не јазикот е бетон. Еве, кажете ми, вака научно станете, објаснете ми како е македонскиот јазик бетон врз основа на ова. А ова се темели, тоа може само некој или да не сака да слушне, или да не сака да свати. Вели стрикно почитување на договорот за добрососедство. На крајот на договорот за добрососедство пишува уставот, јазикот согласно уставот. Не сакајки да го спомне македонски јазик. Тоа е и причината за тоа што не сака да го спомне македонскиот јазик и ти вели дека неговата кодификација од 44-45 година и нивната творевина од 45 во времето на Југославија и Тито. Дали ја разбирате сериозноста на овој документ и дали тоа нас ни дава европска перспектива? Јас тука не ја гледам. Зошто? Ви кажав и претходно. Од 90-та па наваму, многумина дојдоа, не тапша, еден куп влади се сменија, сега уште ова, сменете го уште ова, еве сега ќе биде само што не било, само што не дошло. И уште само тоа остана, македонски јазик и македонски идентитет. Придавката македонски не ја користите. Велите нашата земја. Не ја користите придавката македонски. Си вршите само цензура. Ај што вие си вршите само цензура? Па граѓаните ги терате, нас не терате само цензура да си правиме, а што е најстрашно сега, кога да се поврзам со вашите наставни планови и програми, наставните планови и програми се адаптирани најбрзо што може, како што вели во договорот, најбрзо што може да се адаптираат наставните планови и образовни програми врз основа на договорот за добрососедство. Па јас не знам табла да земам да ви цртам, не знам како да ви убедам. А многу е едноставно. Како што за нив било едноставно. От и таму имаат опозиција и позиција. И таму имаат. Ама има национален консензус, има црвена линија. Наједноставна работа. Историја ќе се учи како посебен предмет. Научната мисла, имаме оправдувања, како они што имаат декларација, го имаат бан, ние го имаме ману, ја имаме научната мисла и, извинете, нашите црвени линии се тука. Од тука натаму не бива. Не може. Не сме ние ваш дијалект. И на ова не се сеќавам дали имавме реакција на оваа резолуција. Ке потсетат колегите, јас не се сеќавам ако имало. На ова немаше реакција. За тоталитаризам, за се што имаат напишано во таа рамка, а
прв појдовен и основен момент им е како што направивте со Преспа, така ќе направите сега и со нас. И затоа ве молам, немојте да се обидувате да ме убедите дека ова што се прави е случајно. Случајна коинциденција, што би рекла реформаторката. Случајно, не. Видете, тоа случајно може да помине кај некој што не ја следи политиката, не го интересира политиката, општествените движења, геостратешките позиции, тоа може да не го интересира. Ама ние кои што сме испратени тука да ги браним интересите на државата, и уште еден момент во вашиот говор рековте која сум јас да нешто така, која сум јас да интервенирам, ама еве може би некаква клаузула да сте, како која сте? Ви сте пратеник. Ви сте многу со поголем легитимитет од министер кој што е слуга на народот, а пратеникот е народен пратеник. Вашата, нашата позиција е многу во однос на правната рамка и правниот систем во државава треба да е, а за жал не е, многу по-моќна отколку представникот на владата кој што седи тука обично и ви предлага закони кои што секако дека можете таму кај што мислите дека не е во ред, а ви кажуваме со денови веќе што е во ред. Не само ние и јавноста да кажете, видите луѓе, ова вака не бил. И се бидејќи кажавте дека сте професор по математика, просто со некоја чудна леснотија преминавте кон спојувањето на предметите на математика, физика и така натаму. Јас во мојата рака го имам извештајот од Природно-математичкиот факултет од Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, почитувана колешке. Предпоставувам дека ова се ваши професори, кои што, ако имате време, колеги, дали би сакале да ги прочитам забелешките на професорите на Природно-математичкиот факултет. Јас не се брзам никаде, не знам за вас. И вие, така, убаво. Ке се измуабетиме. Вели, заклучоци, сакате да ви ги прочитам имињата на професорите кои што вас ви научиле математика или нема потреба, си ги знаете кои се? Работна група на ПМФ, еден од најстарите факултети, кој што вели вака. Потребата од реформа на основното образование е поздравена од страна на сите учесници. Велиме и ние, да, има потреба од реформа. Но констатиран е недостаток на јавно достапни аргументирани докази во форма на сеопфатна анализа на состојбите во основното образование, засновани на јасно дефинирани индикатори, на квалитетот на образование, на релевантни научни истражувања и на валидни мерења. Еве вас како математичар, овој говор, овие изрази, на што ве упатуваат? Релевантни научни истражувања и на валидни мерења. Сигурно дека мене лично, не сум математичар, ама не ме упатува на тоа да кажам на дебатна емисија дека имам поддршка од 90 невладини организации, од одборот на директори кои што ги поставуваме партиски и не знам таму од кои други совет на не знам родители или што и да беше, ама никако се избегнува и научна мисла и Природно-математички факултет кој што
навел колешке, знаете колку забелешки? 4 страни. На 4 страни. Да. Предложената реформа во основното образование нема да има еднакви ефекти врз сите ученици и ќе предизвика продлабочување на расчекорот во постигнувањата на учениците од семејства со различен социоекономски статус, нешто што и ние цело време го говориме, од причини што условите за образование не се еднакви за сите деца, подуслови подразбирам елементарни за компјутери, и со различна етничка припадност. Сведувањето на наставните цели на бесмислено ниски нивоа, препознавање и именување и нешто над тоа, и сведување на наставните часови во првото оделение на вкупно 720 минути седмично, во просек 2 часа и 25 минути дневно, а слична е состојбата и во наредните две оделенија, нема да ги засегне учениците во високо урбанизираните градски средини, во кои што за учениците е овозможен продолжен престој за училиштето од 8 до 15 часот, значи околу 1/3 од популацијата ученици од прво до трето оделение. Истовремено во руралните и во малите урбани средини, каде што не е овозможен опфат во предучилишни установи, ниту опфат во продолжен престој во училиште со 2 оделенски наставници по паралелка, пристапот до институциите како што се нижо музичко или нижо балетско училиште, музеи, галерии, концерти, градски библиотеки, спортски клубови, академии за деца, приватни училишта за странски јазици и така натаму, е прашање не само на географската локација и физичката одделеност, туку првенствено на расположивоста со финансиските средства и разбирањето на образовните потреби на учениците. Седнале вашите професори на Природно-математичкиот факултет, анализирале длабоко и велат во нив не се земени предвид индикаторите за квалитетот обезбедени во рамките на студиите што ги имало ПИЗа и ТИМС, кои се тие причини, една од причините ја кажувам многу често. Спроведени во Македонија во изминатите 2 децении со издвојување на значителни финансиски средства, она што го говориме, и сега кога ќе дојде ребалансот, повторно ќе го говориме, значителни финансиски средства од буџетот на државата и со ангажман на многобројни учесници во овој процес на ПИЗа, ПИРЛС, ТИМС, ученици, наставници, служби во училишта, вработени во Министерството и други. Ова е еден од недостатоците кој што сум го говорела и кој што ќе бидам самокритична. Многу влади не го разбрале моментумот и како за наука, така и за овој момент не се издвоени доволно средства, но не само финансиски средства. Најодговорно ви тврдам дека кога се прават такви меѓународни тестирања, не се вклучени доволно во нивното информирање на учениците, наставниците и самите родители и значението на самиот тест, што значи не за ученикот, туку за државата генерално. И од тие причини имате ситуации каде што, бидејќи ученикот знае дека нема да добие оценка и не е задолжително, го предаваат често пати тестот празен. И тука треба да се работи со еден покомплексен пристап и јас се согласувам во тој дел, еве ќе бидам искрена со министерката, дека во тој дел треба да работиме и тоа треба да биде многу потранспарентно и многу посеопфатно направено. Сега имам информации дека
за да таа добие некаква политичка сатисфакција во однос на концепцијата колку е добра, не знам колку ми е точна информацијата, не тврдам со сигурност, дека во делот на математика им се дадени тестовите од меѓународните тестирања и наставниците за да го постигнат тој успех ја занемаруваат постоечката програма. Новинари, медиуми, наставници нека испитаат. Еве, ќе кажам дека информацијата ми е стигната, дали е вистинска, не би можела да кажам, но за да направи политички као еве концепцијата е супер, не би се изненадила. И за крај, сакам да еден мал цитат, нема да ги читам, ќе ви ги дадам доколку ве интересира, многу се на 4 страници од Природно-математичкиот факултет за белешките по однос на концепцијата, доколку ве интересираат. Благодарам. Доколку ве интересираат, колешке ги има многу се, навистина, и така се темелно напишани, што вас, како математичар, би требало да ве интересираат. Што професорите кои што вас ве едуцирале зборуваат за концепцијата. Многу е, 4-5 страни со сериозни забелешки по однос на работната група од Природно-математичкиот факултет, од еден од најстарите факултети, науки, научна мисла, не ВМРО ДПМН, професори кои што цел живот работат на дејноста за која што се нафатиле и за дејноста од која што живеат. И учат генерации. Јас сакав само уште ова да, бидејќи многу сакате да ми ги цитирате наставните планови и програми, и зборот мултикултурализам некако многу ви е ин, и да, го употребува таа многу. Што го употребувате и каде што треба и каде што не треба. Сега, концептот едно општество за сите, во кое што многу говорите и вие и лидерот ваш, едно општество за сите, се извинувам, е проект научен, морам да кажам научен, иако вие после го деградиравте, му направивте ревизија, на еден ваш истакнат, сега не знам дали е член, но поддржувач на Социјалдемократскиот сојуз, наш поранешен колега, заменик министер за образование, господинот Петар Атанасовски, со кој што сме имале долги дебати тука и во собранието, но имал вака слух и сенс да ја слушне опозицијата, за разлика од реформаторката голема. Сега, тој концепт, едно општество за сите, вели господинот Петар Атанасовски, кој што вие не сакавте да го поканите, не знам од кои причини, а тој е идеологот на концептот едно општество за сите. Во неговиот говор на јавната дебата и вака по медиуми некогаш кога ќе можам да го слушнам, вели каков е тој концепт за кој образовни институции и соодветни факултети се изјаснуваат негативно. Тоа е поразувачки. Многу здруженија на професори од различни науки и дисциплини не дадоа поддршка за ова. Напротив, со вашите предлози ја вознемирувате образовната база, ги вознемирувате стручните колективи. Знаете ли како звучи, цитирам ова, не се мои зборови, знаете ли како звучи
кога Мила Царовска ни објаснува што се ке се роди од нејзиниот концепт. Вели: критичко размислување, ве молам. Како професор имам произведено 10 доктори на науки. Не знам колку има произведено, Мила. Колку доктори на науки има произведено? Имам, вели, 10 доктори на науки произведено, стотици магистри, имам учествувано во бројни научни истражувања, со години предавам тежок предмет, методологија на социолошки истражувања. Сите знаеме дека методологиите секогаш се едни од потешките предмети за изучување и за истражување. И можам да кажам дека несебично работам со секој студент, работам на зголемување на нивното знаење и потреба на тоа знаење. Моделот, човекот кој што го измисли концептот едно општество за сите, за кој што вие на секоја втора реченица го кажувате. Го зборува ова. Нудите концепт што ниту е добро осмислен, а видовме денеска пола го промени тимот од она што го слушнавме пред месеци, а извадија од шешир, она што го говореше колешката Силвана, дека во самиот момент нешто смените, за да мислеајќи дека нешто ќе задоволите дел од јавноста, но видете, подценувањето на јавноста е лошо многу, секогаш. Секогаш е лошо. Механички сте прегрупирале предмети, дури и ги избуткавте овие промени, начинот на кој го правите, тоа повеќе од неуспешен. Не е проблем што има реакции, добро е што има реакции, проблем е, вели, што вие не разбирате во што е проблемот. Го цитирам Петар Атанасовски. Значи, не се проблем ниту реакциите, ниту бурните, ниту потајните реакции. Знаете, има луѓе кои што не реагираат воопшто, ама ово им смета. Многу им пречи. И мислам дека тие се најопасни. Не е проблем, вели, тоа што има реакции, дали се бурни или не. Проблемот е во тоа што вие не разбирате. Петар Атанасовски кон Мила Царовска. И со тоа ќе завршам. Петар Атанасовски кон Мила Царовска. Суштината на проблемот е дека вие не разбирате. Ама јас тука ќе додадам и друго нешто. Моje мислење. Може би грешам. Не мислам дека не разбира. Таргетираната особа, длабоко анализирана, свесно се втурнува во ваква авантура, која што ќе не кошта многу. Нема цена оваа авантура, за која што сметам дека, моје мислење е, дека не само што разбира во што се втурнува, глуми дека тоа со тоа нема никаква заедничка врска, нема никаква причинска последична врска. Туку ете, она ќе цитира концепција и историја. Уште потрагично е тоа што си свесен, си ветил некаде и по цена на достоинството, националната гордост, се што читавме предходно, да се реализира нешто што е погубно за државата. Ето, почитувана колешке, колку и да говорите, колку и да ми цитирате наставни планови и програми, образовни, нема сила што ќе ме разубеди дека ова не е свесно, намерно и тенденциозно, а уште еднаш ќе кажам, дај Боже да не сум во право, да не дојдеме во момент и во ситуација кога обично тука се случуваат во оваа сала тие погреби на државата, да не го менуваме уставот. Дај Боже јас да грешам
и да не сум во право. Благодарам.